Германските компании веруваат во условите за инвестирање во Македонија и сериозно размислуваат за почнување бизнис тука. За можностите и предностите што ги нуди земјата слушна од владиниот тим предводен од премиерот Никола Груевски на Бизнис форум во Франкфурт. Веруваме во условите кои ги слушнавме на презентацијата и ги видовме на лице место. Погледнавме неколку фабрики кои се изградени од странски инвеститори. Патот не води кон Македонија и голема е веројатноста дека ќе отвориме своја фабрика, најпрво Браунфилд, а потоа и Гринфилд, изјави Инес Аннара, бизнис партнер во компанијата Аконплас, која истакна дека незината компанија сериозно размислува за инвестирање во Македонија. Лудвиг Бандон од ОДВ Електрик потенцира дека Македонија нуди значителни поволности во врска со трошоците за работна рака и оти поддршката од влада и од локалните власти е на највисоко ниво од сите земји што ги посетил. Македонците имаат техничко познавање во производството на автоделови и текстилната индустрија, поради што трендовите на пазарот на работната рака се доста добри, изјави Бантон, додавајќи дека е сигурен оти Македонија е вистинската одлука за нив. Хасан Кара од Стопанската комора на Франкфурт оцени дека му е значајно што ги добил информациите на бизнис форумот и пред да дојдам вели знаев дека Македонија има добра клима за инвестирање. Човек не може да шета по земјата и сам да се распрашува, но ги гледам извештаите на компаниите кои инвестирале тука и ја гледаме искреноста зад поддршката која ја нуди вашата влада. На бизнис форумот присуствуваа представници на 40 на компании од областа на автомобилската индустрија, електрониката, информатичко-комуникацијските технологии и од други производствени и услужни дејности. Тие сметаат дека ваквиот начин на презентација во голема мера ги доближува можностите до потенцијалните инвеститори. Ние сме влада која е целосно концентрирана на економијата, на подобра бизнис клима и ги охрабруваме домашните и странските инвеститори да направат чекор во инвестирање и отворање нови работни места, им порача премиерот Никола Груевски на потенцијалните инвеститори. Вице-премиерот Пешевски пак истакна дека организирањето на бизнис форум во Франкфурт, кој е еден од главните економски центри на Германија, е од значење за привлекување на нови странски инвеститори во земјава, особено доколку се земе предвид дека германските компании имаат голем потенцијал за ширење на своето производство, а некои од нив веќе инвестираат во Република Македонија. Тој се задржа на представувањето на концептот на слободни зони за привлекување на инвестициите. Во организација на студентскиот пленум денеска во Скопје се одржува марш против најавеното воведување државен испит на универзитетите. Маршот почна пред платото на Универзитетот Свети Кирил и Методи, продолжи до собранието, а заврши пред зградата на владата. Целта на овој протест денеска е да се повлече предлогот за државен испит и конечно да можеме да разговараме за позитивни реформи во образованието, порача Анастасија Петровска од студентскиот пленум. Министерот за образование и наука Абдулаким Адеми во врска со негодувањето на дел од студентите вчера изјави дека целта на проектот за државен испит е воведување механизми за контрола и за подобрување на квалитетот на високото образование. Повтори дека се уште нема утврдено ниту модел, ниту концепт за државниот испит. Кога ќе го утврдиме, ќе дискутираме и со нив. Ако има издржани аргументи, ќе ги прифатиме, но заедничка цел и на студентите и на владата е подобрување на квалитетот на високото образование, додаде вчера Адеми. МВР соопшти дека во периодот од 20 до 20:30 часот во СВР Тетово и СВР Куманово е пријавено дека се слушнале детонации во близина на полициските станици. Во увидот на местото на настанот во присуство на јавен обвинител подигнати се траги кои се испратени на вештачење. Од извршениот увид е констатирано дека детонациите биле надвор од полициските станици при што не е предизвикана материјална штета. Се работи на целосно расчистување на случајот, се појаснува во соопштението од МВР. Повеќе од 10 лица се приведени, а неколкумина се во бегство во полициска акција која трае во Западна Македонија, главно во Гостивар и околината. Запленети се и 20 на луксузни возила. Според МВР се работи за членови на поголема криминална група која подолг период наназад на подрачјето на Западна Македонија вршеле тешки кривични дела како што се насилство, лихварство, изнуда, перење пари и низ други кривични дела. Меѓу нив има и адвокати и извршители кои им помагале на членовите на криминалната група. Еден од осумничените при претресот на неговиот дом почнал да пука кон полицијата, но во инцидентот нема повредени лица. Министерството за финансии на сметка на 920 тутунари од Радовиш префрли 43 милиони и 300 илјади денари за откупениот, но неплатен тутун од откупувачот Томи Мик Тобако од Радовиш. Средствата за обештетување, како што информираат од Министерството за финансии, се обезбедени преку продажба на запленетиот тутун од компанијата. На тутунарите тутунот им е исплатен по просечна цена за откуп во Радовишкиот регион. Министерството за труд и социјална политика денеска ќе објави оглас за вработување на 30 лица, кои до 18 годишна возраст имале статус деца без родители и родителска грижа во рамки на програмата Д10. Од 30
те вработувања 15 се за лица со завршено високо образование, а 15 со средно образование. Огласот ќе биде отворен во следните 20 дена, а на него можат да се пријават сите заинтересирани кои до 18 годишна возраст имале таков статус, објасни министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Во октомври годинава се издадени 241 одобрение за градба, што е за 63,9% повеќе во однос на октомври минатата година, објави Државниот завод за статистика. Според издадените одобренија, предвидената вредност на објектите изнесува над 3 милиарди и 300 милиони денари, за 29,4% повеќе од ланскиот октомври. Издадени се одобренија за градење на 169 објекти од високо градба, 26 од ниско градба и 46 објекти за реконструкција. Најголемиот број инвеститори се физички лица. Најмногу одобрение за градење се издадени во Скопскиот регион во општините Илинден, Карпош и Центар, каде е предвидена изградба и на најмногу станови. Јужноафриканското јавно обвинителство ќе поднесе жалба до Врховниот суд за пресудата на познатиот параолимписки атлетичар Оскар Писториус. Жалбата не се однесува на висината на изречената затворска казна, туку на квалификацијата на кривичното дело, соопшти обвинителството во Преторија. Во октомври годинава Писториус беше осуден на 5 години затвор за ненамерно убиство на својата девојка, извршено лани во неговата куќа во Преторија. Обвинителството уште во текот на судскиот процес инсистираше дека тој е виновен за намерно убиство, што се случило по нивна бучна расправија. Судот во процесот не ги прифати тврдењата на обвинителството, објаснувајќи дека нема доволно докази.